Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини. Вечерва со Ѓулистана Марковска, добро вечер. Добро вечер. Александар Трајановски, добро вечер и за вас. Благодарам, добро вечер. Срđan Ивановиќ, добро вечер. И Умер Мухамеди, добро вечер за сите. Те почнам со протестот како дневен настан кој што можеби највеќе реакции имаше во јавноста. Тоа е на дел од албанските студенти кои што има протестен марш во Скопје, сакаат да барат правосудниот испит да се полага на албански јазик и протестот како форма на искажување граѓанско незадоволство е сосема легитимен, меѓутоа дилемата која што се појавува е нешто што не можам јас да го разберам, зошто на протестот имаше само албански знамења, а не македонското државно знаме. Станува збор за дел од студенти кои што студираат и на државни факултети, значи практично од буџетот, од македонскиот буџет се финансира и дел од нивното студирање. Барат право овдека во Македонија, меѓутоа целосно ги игнорираат македонските државни символи. И се тој протест денеска изгледаше како во Тирана, да не во Скопје. Ќе навлеземе после за причините за протестот, меѓутоа ме интересира како гледате вие на ова целосно игнорирање на државното македонско знаме. Прво гледам како на чиста политичка провокација. Затоа што ако имаше студенти кои што навистина сакаат да го полагаат правосудниот испит на свој мајчин јазик, затоа што имаат и образование на свој мајчин јазик. За мене тоа не е спорно. Знаете, можеби треба да се види како и на кој начин тоа во кои законски норми ќе се стави, меѓутоа секогаш кога имало преведувачки можности за одредена категорија на луѓе, секогаш имало и пробивање на тестовите и можеби тоа е проблем, оти правосудниот испит е еден голем залак кој што секој еден правник кој што сака да биде комплетно реализиран, сака да го заврши и доколку има пробивање ќе биде тешко за оние кои што се учи, а тука се учи поприлично многу. Не е ова прва работа во Македонија, секогаш кога зад некого стои политичка партија, тука се става само само знамето на Соединетите Американски држави, евентуално Европската унија и знамето на албанската заедница. Ние имаме закон во Македонија за употреба на знамењата. Токму заради тоа мислам дека соодветно треба да реагираат органите, не од причина што тој протест политички на мене ми смета. Тоа е право на протест, меѓутоа политизацијата на протестот во овој случај со високи функционери на ДУИ, а морам да кажам дека и тука имаше и политичка подршка и од ВЛЕН, сепак зборуваме за одреден тип на правото. Тој дел ќе го оправдам. Нема да ја употребам потребата на знамењата и нема да го оправдам УЧК, заради тоа што тоа за мене го символизира само воениот конфликт од 2001 година. Ние сите сакаме да го заборавиме. Тие деца можеби дел од нив и не биле родени кога бил конфликтот, а сега извикувањето на УЧК и на функционери од ДУИ само му дава една политичка конотација на ова прашање, кое што ако се гледа како политичко нема да се реши. Ако се гледа како реален проблем може да се вметне во законски. За оправданоста на нивното барање да полагаат правосудие на албански јазик, и минатата емисија и Сумер разговара, имаше сосема тези кои што држат и кои што се вредат да се разгледуваат и разговараме пак за теа. Меѓутоа, мене ми е дали имаме дефект во општеството кога се практично како верзија некој да има македонското државно знаме. Да не видиш нити едно државно знаме за луѓе кои што се од државен факултет да пред македонска институција да протестираат, нешто кажува тука дека или некој не го чувствува тоа државно знаме како свое, или не сакат да се го чувствува како свое. Видете, кај албанците постои посебен пиетет за кој што сум разговарала повеќе на оваа тема, дека тие пораснуваат со тоа знаме и го чувствуваат навистина како многу лично. Да не генерализираме кај албанците, зборуваме сега за овие што протестираат. Генерално за државата секогаш е проблем. Не е само на овој протест. Никогаш на ниту една изборна манифестација, не е ова сега и од сега. Во сите манифестации кои што се држат во делот на Западна Македонија, јас никаде не сум го видела македонското знаме и покрај тоа што велам дека има закон за употреба на знамето. Каде се употребува и по кој повод? Мислам дека тука треба да се погледа. Па веројатно ќе треба да ги прашате тие што организираат, мене лично ми смета. Од причина што прво не е законски, второ што немам против знаме на било која етничка заедница, ама имам против да не биде државното знаме на Македонија, бидејќи се случува во државата Македонија, се бараат пари од буџетските корисници на Македонија и на крајот на краиштата сите тие имаат македонски пасоши и државјанство. Не можам да кажам дека со се што кажавте не се сложувам, а ја можеби гледам една поинаков агол на политичката нота на ова што се случуваше денеска, за жал. Можам да кажам дека
на крај повторно млади просперитивни кадри и нината на оваа земја е злоупотребена за политички цели. Кога кажам политички цели, не мислам само на албанскиот етникум, него генерално на политиката во Македонија. Јас во оваа студио многу пати сум зборувал дека образовниот процес кај нас има сериозен проблем. За законот за употребата на јазиците исто така многу пати сум кажал дека еден ден, еве ако не со албанската заедница, со другите заедници кои што планираме да станат дел од уставот, ќе ни направат сериозни проблеми. Што и еве го ова денеска се случува во пракса. Пораките кои што денеска, ако се осврнеме на пораките кои што денесните протестирачи на протестот ги употребија, мислам дека ја губи целта и поентата на нивното барање или протест. Значи, не знам како преку УЧК очекувате да добиете поддршка или разбирање од едно општество кое што страдало од тоа УЧК. Која е пораката? Да го исплашите о вашето окружување и дека кога ќе го скандирате вие името на УЧК, имате право или можете да добиете оно што го барате. Значи, тука уште во самиот старт некој ги има натерано да створат една одбивност кај пошироката јавност, што верувате, значи тоа се више испечени интелектуалци кои што треба. Александар, меѓутоа, зошто тоа ми е прашањето? Еве да се сложиме со зошто тоа се прави? Мислам, кој е целта? Кој што ќе добие? Вие ги прозивате или барате резон во тоа зошто не чувствуваат припадност кон македонското знаме и историја. И нашите историски личности е токму образовниот процес. Затоа што јас ви кажувам, како што кажа господјата Марковска, значи некој од тие дечиња воопшто не ни бил жив во 2001 година, се уште не бил роден. Но низ образовниот процес, тоа дете јас одговорно ви кажувам дека кај нас политичкиот договор на маса му овозможил целиот негов образовен процес од градинка основно до 9-летка до 8 или до 9-летка и средното да го помине без при тоа ништо да не прочита за Гоце Делчев, за знамето на Вергина или Кутлеш, за античката Македонија, за историјата, за Илинденското востание. Ние имаме буквално образовен процес, особено од историскиот аспект кој што е целосно поделен. Јас одговорно ви кажувам и во основното училиште кое што јас сум го завршил моето образование, денес кога ќе појдете во Васил Главинов, ја нема бистата на човекот кој што патронот го носи неговото име училиштето. Внатре кога ќе влезете имате символики на голема Албанија, имате на пример Во кој училиште тоа се зема? Васил Главинов на Џон Кенеди во Топанско поле. Добро. Претходно соседно училиште беше Рајко Жензифов, сега повеќе е сменето името и таму е истата, значи иконографијата, сценографијата кога ќе влезете во ходниците во овие училишта, навистина нема ништо допирнос со Сака да кажете дека во 2023 година, претпоставуваме претходно дека македонското образование, значи македонската држава со на различен начин ги воспитува заедниците. Едните вака, другите вака. Точно. Сепарирано. Ние има Тоа е единственото нешто кое што се клучот за согласуваме неуспехот. и мислам дека дечињата од македонска, турска, ромска, албанска етничка припадност што учат е математика, каде што бројките немаат јазик. 2 и 2 се 4, тоа мислам дека или англиски јазик. Англискиот јазик. Тоа е второто нешто што би го земал во предвид. Например, кај нас сега се кажува дека е створено правото и моментот дека ние мора одредена заедница треба да го полага испитот на албански јазик, додека ние на пример исто така имаме универзитети каде што имате изборен јазик, можете на француски, можете на англиски, најчесто овие приватни универзитети исто така. Но кога ќе дојде вие да институционализирате вашата диплома, да го полагате државниот испит, вие сепак го правите на јазикот во кој што е држава. Така да кај нас и на законско, и на политичко ниво, многу работи не се превенирани или се направени за да дојдат до оваква ситуација и ваков конфликт кај нас во општеството и барање. Благодарам. Умер, вие сте правник, веќе разговаравме за оваа тема. Првен, кој е вашиот коментар за денешниот процес, а потоа и за барањата на студентите и луѓето кои што протестираат? Да. Види, првично не се согласувам со генерализацијата дека нели на сите албанци македонското знаме им смета или не знам имаат некоја верзија за македонското знаме, бидејќи како што можете да гледате на тој протест нема 200.000, не знам 300.000 албанци, туку има 100.000 албанци. Друго, спомна даночни обврзници, точно сите сме даночни обврзници, но исто така и на пример во 93-та во многу тогаш државни компании имало вработени албанци, но приватизацијата генерално била направено во корист на македонците. Не е битно сега да се осврнам тука на темата. Јас сум искрено запрепастен како секогаш вакви теми, етнички прашања, ги зимаме со емоции. Значи, дали од едната страна, дали од другата страна.
Значи, да ги гледаш едните ќе кажат дека македонците не даваат да полагаме на албански јазик, другите ќе кажат дека многу барате ова Македонија, тука се збори македонски јазик и така натаму, без никакви рационални аргументи од едните зошто треба да биде на албански или од другите зошто не треба да биде на албански јазик. И сега ситуацијата е ваква. Уставно право е да протестираат, легитимни, легално е да протестираат, но и логично се огледа дека законот за употреба на јазиците е се уште во сила. Но исто така треба да имаме во предвид дека тој закон е оспорен пред Уставен суд и најверојатно треба да биде укинет или поништен, но поради политички причини тоа не се прави. Се одовлекува постапката, не знам зашто, најверојатно политички причини, бидејќи се срема некој друг закон, па да не биде дека се плаша да не стане нешто поголемо тоа. Нема врска, препораките на Венецијанската комисија исто беа негативни, имам забелешки конкретно во делот за судскиот систем, односно дека ваквиот закон за употреба на јазиците кој го забавува функционирањето на судството во целост, конкретно се загрозува принципот на фер судење. Бидејќи знаете како, на пример, еве во не знам, основен суд Кавадарци се води спор, двајца водат спор и завршува спорот со пресуда во корист на едната странка и после може да му текне на другата странка да каже не било почитувана постапката бидејќи нема ништо на албански јазик. Иако нема логично бидејќи двајцата се македонци, но може да се злоупотреби тоа. И тоа беше и ќе се злоупотреби, да. И тоа беше една од препораките и забелешките на Венецијанската комисија, така да тој закон кога и да ќе падне, дали ќе се пониши или укине ќе видиме, но прашање на време е тоа кога ќе се случи. Сега друга нелогичност исто така е дека на протестот видовме доста функционери на ДУИ и многу е нелогично да кажат тие дека Филков им е крив, дека Филков македонецот работи против албанците, кога имавме министри токму од ДУИ, кои имавме последен Булјан Салију, Аднан Јашари, Валје Џафери, Блерин Беџети, Исмаил Дардишта, Кренар Лога беше исто. И сега многу нелогично и неискрено и нечесно од нивна страна да излеза да го политизираат овој протест, особено со наративот кој што за мене е многу штетен и опасен дека Филков македонецот за инат на албанците не им дава да полагат правосуден испит на албански јазик. Друго, исто така сакам да нагласам дека доколку да претпоставиме дека испитот ќе се полага на албански јазик, тоа ќе ги осакатува токму кандидати кои ќе полагаат правосуден испит, Те треба да работат потоа на македонски. Потоа постапките ти се уште на македонски, после исто така треба да полагат тие што ќе сакаат да станат суди или обвинители, треба да полагат квалификационен тест да влезу во Академија за суди и обвинители. На македонски. На македонски јазик. Сега, кога ти си ги завршил основа на албански, средно на албански, си дипломирал на факултет на албански, правосудниот на албански и сега опасноста е ниту еден албанец од овие што, нели, целиот тек на нивните студии го терале на албански, да не поминат да не го положат квалификационниот тест да влезу во Академија за суди и обвинители. И бројот на суди и обвинители, наместо да порасте на албанците, ќе се намали. Затоа што вие ако ги гледате сега кадрите, главно судиите и обвинителите се студенти бивши од УКИМ. Многу е мал бројот на суди и обвинители кои што се од Тетовскиот. Што мислиш идејата, неколку пати имав слушната од неофицијални нормални изјави дека треба да има определени струки во државата кои што ќе се студираат само на македонски јазик, бидејќи македонскиот јазик потоа ќе биде основен јазик да се работи. Правен е еден од нив. Еден од тие факултети. Види тоа. Безбедност. Да, зборуваме за да не се дојдуваме во ситуација како што велите и основно средно на албански, факултет албански и после правосуден на крај. Види, ова има логика затоа што различно на пример медицински или информатика, различно е правен факултет затоа што треба да работиш согласно овие закони, мислам.
Дали не сметате дека практично ДУИ и било кој да стои зад самите протести им наштетија на самите студенти отколку што им помогнаа? Затоа што постои една критична маса кој вели дека треба да се интервенира во тој закон со цел да се подобрат условите. Да, точно, многу убаво објаснив. Ова е нерационален потек од нивна страна, бидејќи Тоа е злоупотреба на собите. Ќе ги осаката студентите, бидејќи они после кога ќе треба понатаму да градат кариера, они ќе бидат осакатени. Точно. И оправдувањата на овие ќе бидат, па не сте спремни. Добро. И они ќе си продолжат како што си продолжи до сега. Така, Ивановиќ, на тема исто ваш коментар. Јас прво и почнал со, ако ми дозволите, со малку поинаков дискурс. Значи, денеска јас ги анализирав медиумите, бидејќи сме колеги новинари, па тоа немногу секојаш ме интересира, нели, кога ќе отворите генератор на вести, кога ќе ги видите сите наслови, и доминира наслови со албански знамиња и по некој американско протестира, нели, идните правници во тие се правници, нели, членови на правосудните органи. Зарем никогаш порано било различно, како што кажа госпоѓа Марковска, никогаш секогаш биле доминирале албанските знамиња, точно можеме само да констатираме дека нема знамиња на Европска унија, можеби тоа е некаква порака од која треба да се извлече впечаток, и тоа што мене лично ме загрижи кога почнав да ги слушам извештаите, што еден протест на, како што рече соговорникот, академски граѓани кои што, нели, завршиле силни факултети, завршиле правен факултет, излегуваат и скандираат УЧК, и имаше една порака, зарем повторно ќе преговараме за рамковниот договор. А ако сме сложни тука сите дека ова сепак е, нели, протест организиран од Демократската унија на интеграција, која што потекнува од ОНА, односно од УЧК, како да има еден обид целава оваа работа се врати на некое фабричко подесување, нели, па работите да почнат да одат во некој друг правец кој не верувам дека некој го посакува во Македонија, но очигледно дека веројатно можеби во ДУИ и не се подготвени да продолжат во блиска иднина со политичка борба. Очигледно дека рейтингот нивни не е сјаен и се обидуваат на еден ваков начин да злоупотребуваат. Инаку самата дебата тука апсолутно не се сметам за стручен да знам дали треба или не треба да се полага на албански јазик. Може би нешто да, може би нешто не, може би некој дел треба да има лигва франка, како што има во војската, во полицијата, нели? Може би треба и во правото тоа да има. Правото, како и медицината, во голема мерка и на латински се голем дел на терминологијата. Да, може би нешто треба, нешто може би може, нешто може би не. Инаку не закон како што спомна претходно, да, тоа е многу нелогичен закон и се гледа дека е направен на брзина и дека не е употреблив и дека ќе следува ново законско решение. И самиот премиер најави денеска, он упати апелка до студентите, вели бараме решение, ќе најдеме решение за проблемот, не мора да протестирате. А од друга страна, знаете, протестираат студенти, имаме ние примери во соседството како тоа, нели, изгледа, како тоа што може да се претвори, така натака. Генерално постои незадоволство секогаш кај одредена група на луѓе. Тука не мислам дека само етнички, значи во секој етникум имате незадоволни луѓе. И тоа би можело, нели, вакви некои настани кои што излегуваат од својата форма, бидејќи, пак ќе кажам, идните суди, обвинители, адвокати на еден таков начин да протестираат, за мене е изненадување. Добро, сустава се во право и сите ќе се сложиме тука кога видите дека државното знаме или државните символи многу пати се игнорирале. Воопшто не знам зашто е тоа тема сега. Видете, Таравари беше кандидат за председател на Македонија без македонско Не, тоа не го оправдуваме. Не, само се извинувам. Во ред тоа е стварно било така точно. Ама меѓутоа дали мислите дека тоа е во ред да биде тоа така? Ама сега што мислам ја, дали е во ред или не е во ред? Не, дали е во ред или не, тргнеме од тука, за што застапуваме? Па не е во ред, ама
Ако не е во ред, претпоставам дека треба да се бунеме. бунеме. Денеска темата. Не може да разберам зашто не беше пред месец ден или пред година ден или Затоа што пред 20 денеска ли се години. повтори како дежаву, да. денеска е актуелно. И денес е актуелно, затоа. Мислам дека не може имаше- да застаре темата за почитување на македонското Сите знаме. политички партии на митинзите, говорим овие условно речено албански политички партии, иако тоа е еден грд термин, никогаш не имале македонско знаме. Ја не знам колку имале. Може би Само кога имало. се Ама не, сакам во ред, јас сакам да кажам дека треба да реагираме на тоа, дека не е во ред и дека Зашто мора не да сме има. реагирале претходно, зашто сега баш ти Па тека мора од денеска? негде да се почне. Мора од негде да се мислам дека- почне. Добро, ја мислам дека Не знам, ова е подолго време 98 слика која што се појави, треба да извинете, се исправи. што ви Не, ама не, што беше и пред 2001, значи пред раковниот договор. Исто беше. Ама Исто тоа значи беа- дека има дефект кој што можеби сме зрели како општество полека да ги справаме. Тоа сакам да кажам. Не сме. Мислите дека не поправлja? Не, ова е многу Не важно сме зрело прашање. општество, ние мислам дека далеко сме од такво. Сакаме да се однесуваме како да живееме во зрело Не, општество. видете се, ова беше и намерна провокација со цел да се ispolitizира собирот и на крајот барањата кои што се да бидат од втор степен за сметка на еден собир кој што е Апсолутно. чиста И политичка провокација. мене тоа ми беше И муабет. тоа е лошо за самите правници, не е добро ни за ДУИ, заради тоа што ДУИ секогаш кога нема што да понуди плива на етнички теми. Заради тоа што во секоја една држава кај што имало воен конфликт како кај нас, имало мир, еве земете Шен Фейн. Како се викаше ирската. Шинфейн. Шин Фейн, точно. Они имаат свое мирнодопско крило и свое воено крило. Да. И кога треба да се преговара мирнодопското крило, военото. Кај нас се измешаа работите во старт и сега повикувањето на УЧК уствари де факто може да се свати интересира, како дуе не повикување на интересира војна. што партии ги користат етничките прашања да си го рейтингот да Тоа е си го секаде Ама на тоа е- Балканот, тоа е на Така, Балканот, секоја не е само политичка Ама мора да партија. створиме како општество се одбран прави- Па и механизам против тоа. македонските политички партии кога се опозиција Мислам се дека- најголеми националисти, да. кога не се Токму тоа ќе го кажав и мастаат јас. кутлеши, бутлеши кои ќе да. Значи ова е уште едно алиби Точно, за точно. ДУИ на наредни избори да се представи со вакви наративи, со националистички наративи, дека македонците не оневозможуваат ова, македонците го оневозможуваат ускратуваат тоа, правата. ни го ускратуваат правата и така натаму. Од друга страна, другите да кажат, ние сме тие што ќе ја браниме Македонијата, вие што барат многу права и како и да сите претходни избори ќе имавме една таква. Ама треба како општество да ги идентифицираме полека тие работи, да не е Они после ќе си продолжат да не крадат, да сега Умер каже да си ги делат тендерите заедно. македонците добиле од приватизација, не, добија поединци кои на крај на криминален начин ги приватизира општествените компании. Оние во една изјава многу во право. Знаете зошто? Многу малку се осврнаа медиуми на една изјава на Али Ахмети во кој што рече: војниот конфликт во Македонија помеѓу другото не беше само за права, туку заради тоа што македонците поделија над 70% од општествениот капитал и станаа богаташи за сметка на албанците кои што останаа да ги чистат Тоа се улиците во поединци Македонија. македонци Тоа сега, е, да не тоа е генерализираме. како да ви кажам, Поединци, тоа се 1000 фамилии, тоа не се баш не, поединци. ама и 1000 фамилии од другиот блок, ако земеме. Кој блок? Знаете, под македонскиот блок колку луѓе останаа како технолошки вишок, колку луѓе останаа без 370 работа, колку луѓе останаа над 70% беа приватизирани со тој закон за приватизација. Кога дојде ВМРО на власт 98 година, 2002, имаше некаде околу 27% општествен капитал кој што не беше Ја приватизиран. мислам дека малце повеќе навлеговме во многу Добро, ама беше речено дека- суштината на Не Ја, процентуално, например, Процентуално е факт е дека најмногу имат наследено македонци. И јас би се фокусирал исклучиво на ДУИ и на они се како и заштитници и застапници на правата на албанците во државата. Единствени, прогласени. И Само наречени, оваа сега, дисторзија на власта од страна на Влене, мислам нешто што на вистина него они не може да го преболат, но од друга страна пак ги покажува нивната нереформираност и неидејност. Токму таа што они ја чувствуваат како темата за албанизмот, да кажам, во Македонија дека е нивна и дека они се како наследници на УЧК и дека секогаш они може да се повикаат на албанското право и дека тие се оние кои што го штитат. И пораката кон јавноста и кон нашата и кон секако албанската заедница е дека ние сме подобри застапници на албанските права од било кој друг, во овој случај Влен или некоја друга политичка. Ама не само Дуи, Влени го формација. подржија протестот. Политички го подржа. Се уплашија да се појават, Па да добро, немат мислам дека после тоа е конфликт нивна со партија. владиниот Таа е етничка Бркатост, партија шах да, во не ги албанскиот избркат од блок, Фетери. каде што овие не можат да кажат дека ние не сме за или сме против тоа, затоа што А истите луѓе
од Што биле практични, и во не, Дуи, мислам Дуи е единствениот извор каде што сите политички фактори излегуваат, балем сега што се актуелни на сцената, сите политички субјекти се со луѓе кои што некако порано или подоцна биле дел или изникнале од Дуи. Од една страна, другиот проблем е кај нас што еве неколку работи ги посочивме дека кај нас политички не се решаваат како да кажам просторот или воздухот во кој што се ствараат овие недоразбирања и тензии. Го спомнавме законот за употреба на јазиците. Имаме препорака од Венецијанската комисија која што ни кажа од практични причини знаеме дека на долгорочен план прво институциите не можат да го абсорбираат нити па да биде спроведливо. Ние многу колеги политичари албанци и аналитичари кажуваат дека јазиците на пример дека не обединуваат, напротив, можеме сите да се признаеме дека во овој случај нашите разлики во јазиците, особено во институционалната комуникација, нас уопште не сближува, нити па ни ги полеснува работите. Секоја институција треба да имате целосна документација на еден, на два јазика, да имате дополнителни оптеретувања финансиски за вработување на луѓе кои што ќе може да ги процесираат сите документи да ги преведуваат на еден или на друг. Тоа е значи услужување и дуплирање на работата, место да се стремиме како што сите нели овде декларативно стоиме и збориме сакаме ефикасни институции кои што ќе можат да се справуваат и да ги третираат проблемите на граѓаните. Ова не се проблеми на граѓаните. Ова е проблем кој што е наметнат од политички причини. Единствена порака која што денеска за жал Демократската унија за интеграција успеа да наметне на овој да го отсадни протестот да речам е да ги искористи студентите за да повторно нели имаат причини. Да, али не мислите дека е здраво јавно да зборуваме транспарентно за тие работи и злоупотребата на овие теми, бидејќи имаш умерен приубав статус напишано пред некој ден, кој што меѓу другото кажува дека луѓето и македонци, албанци без разлика кои се едноставно немаат проблем да функционираат меѓу себе, се дружат, се скачат, имаат исти желби, исти проблеми. И доаѓаат политички партии кои што ги компрометираат меѓу националните односи за тие да добијат нека политички поени. За тоа Они се представуваат како големи македонци, големи албанци и не крадат, ја крадат државата. Значи и на нас ни прават штета и на државата ја прават штета. Така секој. Јас само ќе го кажам мојот позитивен пример, извини Умер. Јас во мојата амбуланта можам да вработам кого сакам, затоа што немам никаква законска обврска да вработам било кој од националностите. Кај мене медицинската сестра од 15 кандидати е албанка, се извинувам што ќе апострофирам, од причина што девојчето е поспособно од било кој од интервјуарите. Дури и ме праша, дали ќе ве пречи во институција за која што не е задолжително да се зборува албанскиот јазик, и реков апсолутно не. Апсолутно не. Прво, примена е по принцип на меритократија, односно затоа што беше најспособна. Така да, политичарите и политичките партии ги прават проблемите и точно е дека после тие се заедно во јатото на поделбата на тендерите, меѓутоа луѓето остануваат разделени и со проблеми кои што понатаму тешко се решаваат. Исто така, многу е битно нешто да се каже, например, порано во Академијата за суди и обвинители, кога нели се полагаше квалификациониот тест, многу македонци потпаѓа, бидејќи некои албанци требаше да влезат согласно нели балансерот. И тоа исто е нефер пристап и мислам дека тоа треба потитно да се реши. Има повеќе бодови. Да, и не влегле затоа што овие другите морале ради квотата. Точно. И тоа исто така е многу битно да се реши веќе тој проблем. Инаку што го спомнавте Дуи и другите албански политички партии, ние забораваме, мислам мора да спомнаме дека исто така албанците еднаш им дадоа шамар и на Дуи на сите албански политички партии, а тоа се случи во 2016 година кога албанците на голем број гласа за СДС. Да, точно. Во Рачиново исто и со градоначалник. Во Рачиново има и градоначалник, така да сакам да кажам дека тука и македонските политички партии се огромен проблем, бидејќи еве да се навратиме што направи СДС. Пропадна меѓу времето. Што направи тогаш СДС за албанците, освен што ги злоупотреби и нели сега двајца имате нели Арафат Мареми што беше директор, Моамед Зекири со судски постапки и другите нели криминалци. Он им даде сила на албанците од криминалното подземје за они да ги тероризираат овие честните албанци кои што инаку ги гласаа нив. И после од сето тоа нели излезе тогаш
Оливер Спасовски токму за политички поени излезе без никаков основ, без никакви докази, распиша потерница тогаш за Шевали Муареми без никакви докази. Само да каже дека еве ние се бориме против криминалот и сега човекот е таму заглавен, не може да се врати тука бидејќи во јавност е направено така големо дека кој знае колку криминал направи. Тоа од вашиот крај, тамо. За Господине. конкретно, да, од општина Сане. Не се сложувам само со едно нешто дека СДСМ е тој што ги злоупотребил, можеби СДСМ тогаш ги придоби симпатиите на албанскиот електорат. Значи видете се. Но Имате дуи го две капитализираше у власта, криминални затоа што- организации кои ги имаше во времето на СДС. И тие буквално ги тероризира албанците. И зад нив стоеше Оливер Спасовски. И тоа на сите им е јасно. После дојде Панче Тошковски и ги уапси скоро сите, веќе едне пост. Инаку, Да, ова е многу сериозно што го тврдите. апсолутно. Само ние таму. Ама ние ги знаеме. Не, во ред, само Јавноста ги знае, политички постапки се водат против двете групи. Тоа се ние Сега, не двете можеш групи, ти- Барон и Белацона. Беланоца. Токму така. Сега не може тој да биде проалбанец кој што ги остава овие да ги тероризираат албанците, а овој да биде антиалбанец кој што ги ослободува албанците од тие луѓе. Секој е подобро да си Добро, тоа е ваш борец став. за Дека Апсолутно, според нешниот и министер многу за национален тоа став. криминалец. морам да се оградам ваш став.